кредити, што се неподносливи камати што имаат. Тоа сакав да кажам за брзите кредити. Тоа е ужас и мислам дека државата треба тотално да ги забрани брзите кредити. Значи, кажав за коцкарниците, би рекол да тотално да се забранат, но нема тоа да кажам, не може никој тоа да го направи. Во Македонија нема да го направи, кој да е политичар или партија, ако му кажува басни дека ќе го направи, нема. Но се ова зборувам дека може да се забрани, значи владата со Министерството за финанси, економија, одговорните може да донесат закон во собрание да притиснат. Да, во Македонија повеќе не може да има брзи кредити, бидејќи многу луѓе губат станови, губат све што заштедиле во нивните станови, поточно кажано. Ако имаат кола, ќе се изгубат, све му земат. Цел живот. Ама види, тамо е смешно, вика дојдете, само со лична карта ќе ви даеме пари. Лесно достапни. Банките тоа не го прават. Дека тоа е супер ризично. Но овие после тоа користат секакви методи. Може и насилни методи да користат. Па долго го продаваат на некои силеџи и така натаму фирми, кои што имаат методи и начини на заплашување, на секојдневно знаат тие точно како да те натерат. И на крај, ако се разбира податок дека ти имаш стан или имаш нешто вредно, ќе ти го соберат и така. Не, видиме како треба, како не треба. Вие, кога би биле, например, кога би одлучувале, кога би биле премиер, постои начин да се укинат, би го направиле ли тоа? Да, постои начин. Ако собранието донесе закон во Македонија да не постојат брзи кредити, формирани од приватници или од банки. Оди во комерцијална банка, дали така ќе ти дај кредит? Не ти дава. Банките не даваат брзи кредити. И тие кредити се огромни после камати. Кој ќе помине тој период, грейс период, како го викаме, значи ќе те каже, ти даваме 2000 евра, но после тоа, ако не го вратиш, тешко тебе. Тој 2000 евра со, да не зборувам тука, извршители, адвокати, нотари, ќе ти дојди 20.000 евра. Ќе те пуштат малце подолго време и после ќе ти кажат да ги платиш, ако не, се разбира, ќе ти земат све што поседуваш. Камата врз камата и тоа така. Што не даваат кредити, што не даваат кредити на некој што нема ништо? Што е човек од улица? Кој ќе одиш тамо да кажеш, јас немам стан, немам мотор, немам ништо, не работам нигде, дајте ми брз кредит. Нема да ти дадат. Паметни се тие, но државата наша, бидејќи соработува со нив, пак ќе кажам, преку некој начин да го добива некој допринос, да речеме, бидејќи некој кој ќе ти издаде кредит и тој прави профит. И ако све е тоа легално, тој плаќа проценти. Така на добивката. За управа за приходи 10, нешто. И некако ова држава, бидејќи не знае да креира поточно владетелите во оваа држава, политичарите, да креираат врвна економија, каде што ќе имаме вработени, 4-5 вработени еден пензионер, каде што ќе се одделува огромна сума на допринеси за здравство, за пензиски фонд и за други допринеси, каде што ние како граѓани ќе работиме, сите ќе бидеме вработени, скоро и ќе имаме високи плати и ние ќе движиме економијата како? Со потрошувачката. Не знаат да створат додадена вредност политичари? Не, тие нешто не знаат тоа. Тие не ги интересира, а и не знаат. Тие, пак велам, кај се тендерите, како ќе украдиме? Зошто во Македонија предлагаме ние како демократи секоја година, наредни 10 години минимум, да се делува од буџетот на Македонија по 2 милиарди евро. Да се градат исклучиво фирми, фабрики, производствени погони. Кога зборувам, пак велам, тука се уклучени од електрани, од фабрики, мини фабрики за земјоделие и се разбира и други фабрики. Господин Јорго, сакам малку да ве запрашам, премиерот, владата, се во своја видна кавга би кажал со судот, со судската власт. Знаеме, во Македонија има 3 власти. Зошто премиерот се жали дека имал помала плата од судиите, а судиите па барат згоре на тоа да им се покачи платата, како да им е мала, а впрочем гледаме дека има 2% доверба. Сега најново што се скара околу пензионерите, велат дека овој месец што доаѓа дека ќе земат дури и одредени пензионери помала пензија. Ајде малце да почнеме од позади за пензионерите. Да. Линеарно покачување зборуваме и процентуално. Видите,
Кога добиваш пензија, поточно кога стекнуваш пензија, тоа ти се рачуна од стажот, колку си имал, колку си заработувал, и што повеќе си заработувал, повеќе си одделувал, допринеси за во фондот пензиски. Што е логички, би требало да земаш поголема пензија. Но кај нас најголем проблем, знаете што е? Не е само линеарното или процентуалното. Најголем проблем што ние имаме толку ниски пензии, одделена група, например за мјоделските пензии, да не зборувам за луѓе што не оствариле 15 години стаж, но еве сега да одиме тие што оствариле по 15 години, 30 или 40. Добиваат пример пензија 20.000. 20.000 денари добиваат 100 и нешто илјади. До 26, 7, 8 добиваат 200.000. Со тие пензии не можеш да живееш, кога треба 2-3.000, 4.000 евра за лекој да трошиш, бидејќи ние немаме бесплатно здравство, а ние како демократи се бориме да имаме бесплатно здравство. Под бесплатно здравство се подразбира све. И прегледи, и болница лежење, и тие операции, и лекови, се. Бесплатно, само додиш таму со книжката, да се идентификуваш дека си тој, све да биде бесплатно. Тоа може и да се оствари, како беше во времето на Тито. Да се вратам назад до реалноста нова. Тоа е нешто што ние како демократи застапуваме, дека ние треба да одредиме како држава минимална пензија. Штом некој ќе го фати стажот од 15 години нагоре, да кажеме, за овие луѓе минимална пензија пример ќе биде 30.000 денари. Бидејќи тој не може со 15 или 17, 18 да живе. Не може. И кога ќе имаш ти една солидна, а не е таа голема, се разбира минимална пензија, тогаш ти ќе немаш проблем. Затоа што ти можеш и двете да ги оправдаш. Ако одиш линеарно, ќе кажеш, бидејќи во последни 4 години, поточно од последни 3 години, се има одделено од народниот буџет на Македонија да се полни дупката одредена сума на пари. Но се вели, стручаците велат, за 4 години ќе се одделат скоро 3 милиарди евра за да се пополнува дупката за пензиите. Тие се народни пари. Тогаш ние на сите ќе кажеме линеарно, на сите ќе му даваме по 1000 денари, или 2000, или 3000 на секој 6 месеци. Ето тоа постои, тоа ќе кажеш добро, тоа е реално. И што е окей за мен. Но од друга страна, ако ти ја направиш минималната пензија повисока и одиш процентуално доаѓа од зголемување на стандардот, од цените и така натаму, бебе во Америка да речеме, тоа знам дека према индексот на зголемување инфлацијата. Ако инфлацијата ова година е 3%, толку се зголемуваат пензиите. Независно, таму например најголемата пензија е $6.000, најмалата е пример 1000 и нешто 2000, и се зголемува проценти. Така е во Америка. Но ние во Македонија можеме да го решиме тој проблем. Или да одиме со линеарно, но пак не смееш ти и да одиме со линеарно, да оставиш луѓе да се пензионираат со супер ниска пензија, што не може да живеат. Значи, не е тоа поклон. Тоа е државата, поготово кај нас во последни 30 години, имаме луѓе што биле стечајци, имале луѓе што не оствариле доволно, значи, да кажам, недоволно средства. Не оствариле години доволно за да имаат пензија.